На денот кога Струмица го одбележува денот на своето ослободување, традиционално како и секоја година, така и годинава, на показ ги има делата создадени од меѓународната струмичка ликовна колонија. Има некаква символична поврзаност на овој денешен празник и ликовната уметност. Ако денес ја славиме слободата на нашиот град, тогаш овие ликовни дела се резултат на уметничката слобода, која е основен предуслов за создавање на вистински творечки вредности. Во името на таквите вредности, 16 ликовни творци од Турција, Романија, Русија, Бугарија, Србија, Косово и Македонија во првите 10 августовски денови под струмичкото небо оставија свој творечки белег во рамките на 55-та меѓународна струмичка ликовна колонија. Трајно сведоштво за тој белег и творечкиот сензибилитет се 45-те создадени дела кои се дел од оваа наша вечерашка изложба. На тој начин, за исто толку дела зголемена е и импозантната бројка од над 2200 дела создадени во најстарата колонија во Македонија во изминатите 5,5 децении. Од мое име сакам да им честитам на овие ликовни творци и да им се заблагодарам за збогатувањето на големата ликовна збирка на Струмица, но секако и на Центарот за култура Антон Панов за успешната организација на тие. Различните светогледи, различните мотиви, различните ликовни дисциплини на уметниците само да докажуваат дека колку и да сме исти, сепак сме различни. Во тоа е убавината на светот, во тоа е убавината на ликовното творештво и неговите естетски особености. Ако се знае дека уметноста е продукт на нашата желба за убавина и вистина, но и од сознанието дека двете нешта не се истоветни, тогаш да ја побараме убавината во изложените дела, но и да ја замислиме вистината таква каква што ја посетуваме. Со тоа, честитајќи го на сите струмичани денешниот празник, а на вредениците во уметноста новото голикување, изложбата на дела од 55-та меѓународна струмичка ликовна колонија ја прогласувам за отворена.